Во Македонија најчесто се постава прашањето зошто граѓаните не веруваат во судството и во обвинителството. Зошто се неразрешени судските случаи каде што има и жртви, но и зошто не се процесирани аферите каде што се смета дека има корупција. За овие прашања разговараме со професорот по право, а сега и министер за правда Никола Тупанчевски. Добро дојдовте. Добро најдов. Поздрав до вас, поздрав до вашите слушатели и гледачи. Дали вредеше, прво морам да ве прашам, да бидете министер за правда, бидејќи имате вие една прекрасна кариера како професор, но како кривичар, како автор на закони, меѓу кои кривичниот законник. Зошто се одлучивте да ризикувате? Значи, често поставувано ова прашање, навистина после 8-миот месец од како што сум министер за правда, уште еднаш веќе порека ги исследувам впечатоците, дали навистина предизвикот вредеше. Земајќи ја предвид животната возраста, професионалното искуство и така натаму, и мојата реализираност во однос на пред се кривично-правната сфера, како што споменавте, со голем доел на достигнувања во научна и стручна област, главниот предизвик или провокација беше дека можеби со тоа искуство ќе можам да помогнам во следување на некои работи во државата. Не случајно се нафатив на оваа позиција да бидам, затоа што пред се го чувствувам како уврска, а не како привилегија, затоа што навистина Министерството за правда представува некој тип на омнибус министерство, каде што секогаш кога се споменува Министерство за правда има некој што е незадоволен, дали од судски случај, дали од некаква нотарска извршителска активност. Дали е партиска задача? Може ли така да се толкува? Јас можам да зборувам за себе, значи апсолутно дојдов како непартиски кандидат и се обидувам тој атрибут да го оправдам. Да го оправдам и пред граѓаните во Северна Македонија, меѓутоа и пред колегите професионалци. Ќе започнеме со референдумот кој вчера практично беше одбиен да се распише од страна на Собранието. Господинот Џафери образложува дека иницијативата за референдум не е во согласност со Уставот. Кој е вашиот став околу ова прашање? Значи, јас повторно и во текот на разговорот ќе споменам или ќе нагласам дека сум министер за правда и секаква аргументација, без оглед на позицијата што ќе ја бранам или стојалиштето кое што ќе го имам, може да биде погрешно сватено. Во однос на правниот контекст, она што е најважно во целата работа, има член 118 од Уставот на Република Северна Македонија, каде што всушност се размислувам и правно, меѓутоа и холистички во целава работа. Дали еден меѓународен договор или договор може да биде суспендиран со закон. Што сакам да кажам? Затоа што на крајот на краиштата зборуваме холистички, во реков, за правната сигурност во една држава. Република Северна Македонија има подпишано многу билатерални и мултилатерални договори. Што значи тоа? Дека ние би можеле како држава еднострано или како врз основа на највисоката алатка на демократијата референдум да ги коригираме тие договори. Постои можност државата наша еднострано да го да не го прифати тој договор, меѓутоа начинот на кој што тоа треба да направи не треба да биде онака како што сега се. Но дали пак ќе кажам, дали правно гледано требаше да се одбие иницијативата од страна на спикерот Џафери со оглед на фактот дека правници велат дека тој не е надлежен да се пушта во мериторно оценување на иницијативата за распишување на референдум, туку може да оцени само незината уредност од формално правен аспект. Првиот дел се согласувам дека навистина председателот во своите ингеренции влегува неговата оценка во однос на уредноста. Дали председателот на државата треба да се впушти во мериторно оценување на самата иницијатива, рекол дека има две стојалишта од правен аспект. Едното стојалиште, сега повторно зборувам, дека и првото и второто стојалиште имаат своја аргументација. Ако ние Кој повеќе го оправдувате? Јас сметам дека се повторно застанувам на ставот, реков бранејќи позицијата на министер за правда, дека било која моја аргументација за или против може да биде погрешно протолкувана. Како би постапиле вие? Да сум на местото од господинот Ала Џафери. Да. Јас знаете што уредноста сигурно мора да се оцени. Меѓутоа дефинитивно повторно би се движел во рестриктивно толкување на Уставот. Зошто? Заради афирмација на началото на владење на правото. Односно во превод? Во превод или парафразирано тоа би значило дека навистина прифаќањето на иницијативата за референдум би значило дефинитивно на разнишување на она што се нарекува базарен фундамент. На исто ниво сте со председателот Џафери. Да, со тоа што повторно велам јас, можеби од политички или ако сакате од тактички, или дипломатски контекст, и да беше оставена таа иницијатива
дефинитивно ќе имаше луѓе кои што ќе како иницијатива. Добро, еве вие кажавте дека се темелите или на мислењата на вашите колеги. Мирјана Најчевска исто професорка по право веле дека Сова Џафери го прекрши уставот, покажа недозволено незнаење на правото и плукна во лице на демократијата. Значи тоа е став на професорката Најчевска. Јас и често сум се разликувал со ставовите на професорката Најчевска, меѓутоа дефинитивно реков не заземам став, меѓутоа дефинитивно има аргументи и за едната и за другата теза. Кога ми рековте кои аргументи ќе бидат превалентни или доминантни, сметам дека рестриктивното толкување, затоа што знаете што, ова би можело да значи отварање на Пандорина кутија. Може да значи партиско самоволие. Може исто така да значи партиско. Затоа викам, знаете што, се враќам на почетокот од разговорот дека има аргументи за и против. Дефинитивно според мене се движиме кон афирмација на начелото, на фундаментално начело за владење на правото, затоа што отстапувањето или непочитувањето на договорот билатерален или договор кој што го склучиле регионален или договори што ги има Република Северна Македонија го склучи, би значило на некој начин воведување или интродукција нова значи нова криза истовремено, затоа што нема да гласат пратениците од опозицијата, барем според нивните кажувања досега за промена на уставот. Тоа значи дека Македонија не може да ги оправда оние очекувања на Европската унија за вметнување на бугарите, за да може да продолжи понатаму и процесот. Ова е хипотетички, јас навистина не би сакал да навлезам на политичка во хипотеза би ја нарекол дека кој ќе гласа или кој нема да гласа. Дефинитивно договорот постои како договор. Имаше дури јас не раскинлив. Не знаете што, не велам дека не раскинлив договорот, меѓутоа дефинитивно на ваков начин на сега, затоа што ако мене ме прашате како правник, јас исто така имам одредени забелешки во однос на тој договор. Дека би можел да биде попрецизен, би можел да биде и така натаму. Тоа значи замерувате на вашите претходници. Не знаете што, тоа е некое компромисно решение каде што и двете страни се незадоволни. Токму затоа велам, колку сме незадоволни е прашање за дискусија. Добро. Измените на кривичниот законник исто така не очекуваат наскоро. Кога би се случиле? Значи не измените, туку ќе се носи нов кривичен законник комплетно. Драфт верзијата е веќе готова, поставена е на ЕНЕР и претпоставам дека веќе доаѓаме во термин каде што поминува рокот колку треба да биде на ЕНЕР. Ќе биде подготвена, организирана широка јавна расправа. Мислам дека наредните неколку месеци широка јавна расправа или јавна расправа? Широка јавна расправа каде што секој ќе може да го каже сопственото мислење. Тоа значи дека во скоро време нема да биде. Знаете што, јас повторно ќе речам да не забораваме дека новиот закон се работи буквално 3 години. Имаше експертска група со поддршка на ОПСЕ и досега кога се работеше, затоа што јас имам амбивалентен карактер на партиципација во однос на овој кривичен законник. Сега сум како министер, меѓутоа сум бил допред да бидам министер дел од работната група која што го подготвуваше кривичниот закон. Нели заради конфликт на интереси, застана мојата работа како професор по право, по кривично право во таа работна група и дефинитивно сега како министер практично ја продолжувам работата на она група што веќе 3 години сериозно работеше над новата верзија на кривичниот законник. И ајде еве за граѓаните кои моментално не следат, верувам секој од нив го интересира, кои се тие круцијални или големи измени кои треба да се очекуваат со донесувањето на новиот кривичен законник? Има поблаги казни, построги казни, кои дела како ќе се движат. Мислам, дали воопшто може тоа да се генерализира? Прв пат решивме да не одиме со инстантни решенија, како што досега го правев. За пошироката јавност, уште еднаш ќе потенцирам, дека 30 на пати се менуваше, дополнуваше кривичниот законник. Некои фигуративно, метафорично, знаеа да го наречат крпен живот. Што значи тоа? Ако имаше избори, се менува инстантно, нели, изборните инкриминации. Ако имаше некој чин или акт на педофилија, се менува кривичните дела против половата слобода и половиот морал. Ние решивме после 30 години, точно 96-та година, без малку 30 години, повеќе затоа што почнаме да соборуваме рекорди во однос на измените и дополнувањето на кривичниот законник. Важно ќе биде како тие кои што се субјекти, кои што право раздават, како ќе го применуваат. Не можете вие таксативно да ги наброите сите животни ситуации кои што би требало и би било пожелно да бидат уредени. Значи, пак ќе остави кривичниот законник момент за толкување? Нема кривичен законник што не остава елементи за толкување, вклучувајќи го германскиот, францускиот. Знаете што? Идејата е на минимум да се доведат ситуациите каде што Ама така го доведувате обвинителството, но и судството во момент тие да бидат законодавци. Знаете што значи? Да,
И не можеме да отстапиме од тоа затоа што правото може да биде ригидно, меѓутоа правото може да биде и толерантно во одредени сфери. Казната е најмалку 4 години за НН кривично дело. Најмалку 4 години значи 20 години затвор. Од 4 до 20. Судијата е тој кој што во рамките на тие 4 години е исто така законска казна, меѓутоа и 20 години е законска казна. Идејата беше, и тргнавме од онај недостаток или дефект на системот, од 4 до 20 години, значи има дискреционо право судијата да изрече и 4 години и 20 години. Тогаш не треба да им замеруваме ако бидат корумпирани, затоа веројатно, велам, што имаат работната право. Работната група заклучи дека се прешироки рамките законските рамки за изрекување на казната. Пропишените законски рамки се прешироки за изрекување. Токму во таа насока метнавме правила за тие да се сведат на минимум, да може да се индивидуализира казната, меѓутоа да не биде таа индивидуализација до бесконечност или до бескрај. Или да има можности за нејзина злоупотреба. Во казето, односно во новиот казе, вршите измена на одредбите за застареност на кривично гонење исто така. Да. Меѓутоа забелешка дека во однос на оваа одредба не се согласени сите кривични дела во однос на застареноста на казната практично. Па се добива впечаток дека едни кривични дела ќе има застареност, за други ќе нема застареност, односно пак ќе кажам повторното толкување од страна на судовите и на обвинителство. И го спомнавте институтот на застареност, значи ги следиме светските тенденции. Но и светот греши. Светот греши, меѓутоа ќе се согласите со мене дека не може да има и не сме да има застареност за кривично дело геноцид, војни злосторства и други. А треба ли да има за перење пари? Затоа веламе, значи, работата на работната е група да се сведи на минимум можноста за злоупотреба или дисторзија на оно што се нарекува интенција на закона. Успеавме, меѓутоа знаете што? Законодавецот не може да ги предвиди сите ситуации. Така. Значи законот повторно се враќаме на истото. Се враќаме на истото, меѓутоа оваа нова верзија, овој драфт на кривичниот законник прави огромен број на корекции кои што се однесуваат на тероризмот, кои што се однесуваат на заштитата на новинарите, на лекарите и така натаму, сега да не ги набројувам во интерес на времето, значи има многу корекции, меѓутоа има корекции во општиот дел на кривичниот законник. Тоа значи она што се нарекува правен алгоритам. Значи формула која што ќе се однесува на посебниот дел, односно на сите други кривични дела, на злоупотребата на службена положба и овластувањето, тоа претпоставам повеќе ви интересира. Понатаму ќе се однесува Што ќе се случи со тој 353 член, конкретно злоупотреба на службена положба и овластување, ако имаме предвид дека поранешното раководство на ВМРО ДПМН најголем дел од случаите за кои се водат против тогаш не функционири се токму за 353. Значи, ќе ги спасите од одговорност сега. Отвори широка дебата во однос на членот 353, односно членот за злоупотреба на службена положба и овластување. Најприменуваниот член во последните 10 на 15 години не само кај нас, туку и во регионот. Во таа насока јас ќе го пренесем и моето лично, персонално мислење во однос на членот 353. Одев кон една радикална реформа. Често знае во дебатни емисии да го наречам член 353 како recycle bin одредба или како all inclusive, како сакате, зборувам фигуративно. Зошто? Ако некому не знае под кој член да го подведи, најлесно беше 353. Значи дава широка лепеза на она што се нарекува феноменот на злоупотреба на службена положба и овластување. Сакајќи на некој начин да се конкретизира, да се намалат можностите за злоупотребата на службена положба и овластување, дури предлагав да се укине оваа инкриминација. Меѓутоа укинувањето на оваа инкриминација, зборувам се како професор. На тоа веројатно навеќе ќе се израдува Никола Груевски. Да, веројатно, меѓутоа знаете што, не знам дали тоа ретроактивно ќе важеше. Се зборувам хипотетички. 353 тоа не значи дека нема да се санкционира злоупотребите. Ќе се санкционира конкретната форма на злоупотреба. Сега не зборувам не злоупотреба во апстрактна смисла на зборот, затоа што германското законодавство нема злоупотреба на службена положба и овластување, меѓутоа има конкретна манифестација на различни форми на злоупотреба. Сметате дека обвинителите го злоупотребија тоа? Јас значи повторно ќе речам дека имаме и како кривичар, не како министер. Кривичар и како министер, еве сега некако инцидираат. Значи злоупотребата ние ако ја земеме судската практика наназад, имаме невоедначена судска практика и обвинителска практика. Зошто го велам тоа? Затоа што знаете што, нелогично или иронично да рече дека како општество македонско ќе бидеме задоволни дека ако вие сте злоупотребиле службена положба и овластување, а добиете условна осуда. Значи од старт злоупотребата на службена положба и овластување е тешка форма на тешко кривично дело. И ако вие правниот епилог
вие со условна значи вие се негирате себе си. Зошто? Најавувате тешка форма на криминал, на крај завршувате како да се работи за сообраќајен деликт или се работи за некое лесно кривично дело. Токму затоа, значи, самата најава дека има кривична пријава, има обвинителен акт за злоупотреба и така натаму, тоа е обврзувачко, се разбира, се мерат тука олеснителни, отежнувачки околности, меѓутоа условната осуда сметам дека не е соодветна, адекватна општествена реакција за таква форма на криминал. Може да наведете случаи каде што сте забележали Значи, дека е зборам таква... за судската практика, има такви, може да се провери тоа и судската практика, дека дефинитивно има случаи каде што се движиме кон условна осуда или инклинира кон посебниот законски минимум. Дури се облажува. Ако е најмалку 4 години, се оди под 4 години. Така што значи интенцијата на законодавецот не е таква. Так. Но дали имаме привилегирани тогаш, еве да кажеме, екс-функционери или функционери, бидејќи имаме функционери кои исто така беа обвинувани по 3 значи, се работи за интересна инкриминација, присутна кај нас и така натаму и дефинитивно, јас мислам дека доколку се земе предвид судската практика, повторно се држам за она што се нарекува ipso iure состојба, тогаш мислам дека ќе мора да се направи нешто воедна за да се воедначи таа судска практика. Замерувате многу? Знаете што, значи, воопшто не ми е право и како министер, меѓутоа и како професор по право. Кога станува збор за изрекување, не одиме конкретно на ова или на пресуда, затоа што очекувањата и на општеството македонско, меѓутоа и моите очекувања како министер за правда се навистина изречената санкција да биде соодветна на неправото, на квалитетот на неправото и квалитетот на Разочаран сте? Не разочаран, знаете што, повторно ќе речем, не сакам сакам прво да нема селективност во примената на правото. Не само јас тука апсолутно. Знаете што, ако ја земете судската практика на нас, секој случај е посебна приказна. Меѓутоа генералната перцепција и така натаму не треба да се бега од фактот дека навистина треба да се направи многу повеќе за да бидам јас задоволен како министер за правда. Дали ние тоа го правиме во моментов како правда, откако сум јас дојден, давам максимум да стигнам до некаков стандард што значи гаранција на подобрување на едноцифрена доерба на граѓаните, што не сакам да ја заборавам. Имате ли пречки да стигнете до таа цел? До сега немам никакви пречки. Меѓутоа знаете што, не може преку ноќ. Не може преку ноќ. Сам? Сам не. Со добар тим. Имате ли поддршка? Со добар тим во Министерството за правда. Меѓутоа не само во Министерството за правда. Еве ќе го отвориме тука и реков омнибус министерство се работи, тука се судовите, тука се обвинителствата, тука се нотарите, извршителите, медиаторите и така натаму, да не ги набројувам, управата за извршување на санкции, управата за водење матични книги и така натаму. Значи, навистина ние и она што е обврска или надлежност на министерство даваме односно се однесуваме поттикнувачки за самиот факт дека ќе се зголемуваат платите на судиите и јавните обвинители за 15%, сметаме дека ќе амортизираме. Може би даваат ќе биде зголеме за 20%. Не знаете што ќе амортизираме, не знаете што. Од корупцијата. Анализите покажуваат дека еден од криминогенните фактори за недозволени активности представуваат ниските плати на судиите или на обвинителите. Ајде да го неутрализираме едниот фактор, меѓутоа да не заборавам уште нешто. Јас како министер за правда нема. Значи, јас се борам за статусот и на судиите и на јавните обвинители. Меѓутоа, од друга страна да не заборавам дека и моите очекувања се прилично големи. Прилично големи во смисла, ако јас веќе давам рака, подавам рака, дека навистина ние сме колеги, треба на таа колегијалност да се рефлектира и врз професионалниот однос. Што значи тоа? Очекувањата се мои дека за кратко време таа едноцифрена доверба на граѓаните нема да биде едноцифрена. Затоа што оно што е во надлежност на министерството ние го направивме. Да, но знаете министер, имаме проблем затоа што тоа долго најавувано, да кажам, прочистување во судството никогаш не се спроведе. Се најавуваше дека се проверува колку судиите имале имот, па и ни тоа не се спроведе. Се повеќе има гласини дека има судии кои што имаат свои луѓе кои ги пуштаат кај обвинети за да се договорат за да добијат пониска казна и тоа не е расчистено, тоа се све така помеѓу некои новинарски кулуари, да кажеме, помеѓу тесни кругови на луѓе. Како можеме ние да имаме доверба во судство каде што сметаме дека целиот систем е корумпиран од судството? Чабе вие се борите? Не, знаете што се има ајде да направиме градација на вашето прашање, два сегменти има. Едниот сегмент околу имотната состојба на судиите во функција на недоверба на судството и вториот сегмент, претпоставам го спомнавте и спогодувањето за вина како еден од институтите кои што вас не ви е сумнително, мене ми е сумнително за таков тежок, мислам, тоа е имот од 30 милиони, ако не се лажам, евра, каде што имаме 3 години затвор.
Јас мислам дека ако се 3 години затвор за 30 милиони, тогаш не знам секој ќе украде па ќе вика ајде, ако ме осудат, ќе ме осудат и ќе... Значи јас и на факултет и на мастер студија зборував дека не смее да дозволиме како држава криминалитетот да биде дозволена профитабилна дејност. Што значи тоа? Но дали се уште е? Сакам уште нешто да добавам. Значи механизмите во моментов во нашата држава постојат. Дали овие алатки профункционирали или овие механизми? Прво да земеме, значи спомнавте за имотната состава. Тука е Државната комисија за спречување на корупција. Која што никој не е фирма. Тоа е прашање на кое што е ново прашање. Така, би може да зборуваме за тоа. Уште нешто. Во рамките на кривичниот законник има одредба за противправно стекнување и прикривање на имот. Оној што ќе даде лажни податоци за сопствениот имот. Оној кој што и така натаму ќе даде непотполни податоци. Тоа не е само прекршок, не се само 500 евра казна, прекршочно. Така. Напротив, значи таму се одговара од 6 месеци до 5 години за основниот облик, ако е квалифициран до 8 години затвор. Вие знаете дека до пред извесен период не е ниту една пресуда по тој правен основ. Се разбираме? Но тоа не мора да значи дека треба да биде механизам е што присуда. имаме Не значи дека екс-директор на тоа УБК кој што е осуден на 3 години затвор. Не, тоа за не 30 значи дека токму тоа го говорам. Тоа не значи дека одговара на реалните состојби. Значи механизмите постојат. Зошто некој не ги применил тие механизми? Натаму, некој ќе приговори дека ова се однесува само на лица кои што избрани или именувани. Во контекст на ова цело време заговараме или се заговара законот за нели потекло на имотот. Кој никогаш не имаше. Еве го зборував во последната средба со претседателката на антикорупцијска комисија дека законот е во една фаза кај што треба да биде као завршување или заокружување, меѓутоа да не забораваме уште нешто. Јас и натаму тврдам и покрај тој закон, иако не е донесен, доколку сакаме да провериме ние дали навистина некој направил нешто во животот со незаконски приходи, покрај кривичниот законник постои законот за персонален данок од доход. Значи, ако вие не можете да објасните како последнава година сте заработили 150 или 200.000 евра, тогаш управата за јавни приходи, членот днес не сеќавам кој беше, има можност да ве праша, да дојде, да побара од вас објаснување од каде ви се парите. Ако платата ви е 500 евра, ви имате 200.000 евра и така натаму, на крајот треба да објасните. Ако вие тоа не го објасните, значи управата исто така има можност и до сега го применувала 2006 мислам година, чина беше. 2005 година да ви го одданалчи вашиот незаконски приход со 70%. Но проблемите се многу поголеми. Не само знаете што, ако државата од 1.000.000 евра ви земе 700.000 евра, значи повторно ќе речам зошто никој не повика на одговорност кај директорите на таа управа за јавни приходи кога тие се надлежни токму тоа да го спроведат тој закон? Значи тој закон еве имаме империја, имаме готова пресуда, нели? Велиме ајде ниски се казните затвор да речеме 3 години, ама 30 милиони враќаме во државата. Ги враќаме затоа што се на државата. Значи јас ова ќе се согласам дека ние како држава потфрлуваме на тој план. Ги бирам зборовите. Зошто го велам ова? Затоа што навистина не само заради општата перцепција. Јас сметам дека ако се работи за такви големи количини на имот или такви недвижности или такви приходи така натаму, навистина ако ви имате 3-4 алатки во државата, а ниту една не ја примените, тогаш значи државата затаила во однос на сопствената реакција. И тоа треба да се констатира дека тоа е пример како не треба во иднина. Постои ли човек во Македонија што може да заработи во 30-40 години 30 милиони евра? Значи зборувам со државна работа. Не, апсолутно. Значи, ако земите вика највисоката плата во државата која што би требало да биде на претседателот на државата или на премиерот, зборам за државни, со тоа што повторно и таму има неизнивелиран систем на плати, затоа што некој директор на регулаторно тело зема многу повеќе од колку што е премиерот или претседател на државата, тоа е друга приказна, повторно ќе речам, дефинитивно невозможно. Што мислите околу случајот со помеѓу Вилма Русковска, обвинителката која е суспендирана, и Арафат Муареми, кој е директор, кој даде оставка или му истече мандатот, веќе не можеме тоа да го дефинираме. Што мислите, дали тоа беше борба помеѓу да се сузбие криминалот или беше нека меѓусебна борба која резултираше со порас на двајцата, да кажем, и обвинителот и директорот? Значи тоа е непријатна ситуација генерално затоа што првиот човек на финансиска полиција, на управата за финансиска полиција и првиот на човек на обвинителство за борба против организираниот криминал и корупцијата падна пред криминалот. Да, тоа е она што ние го знаеме. Меѓутоа повторно ќе речем тоа не е воопшто добро за државата. И втора работа да оставиме правниот расплет да го дадат институциите. Затоа што нели веќе се водат постапки.
Тука нели е тука и Советот на јавни обвинители има одредена своја улога, меѓутоа имат и другите институции. А колку политиката меша прсти во се цело овој афера или скандал? Не би смеела. А меша ли? Ваш хипотетички ви зборуваме, значи не би смела затоа што зборуваме за институции кои што се базични, кои се навистина би требало да бидат пример, парадигма како се бориме против организираниот говорите на криминал. прашањето. Значи уште еднаш, значи не би смеело, дали ме разбирате? Но дали меша, Јас тоа е. немам таква информација дека Дали имате впечаток, еве, вака како министр за правда кој гледа од страна еден страшен скандал, пак ќе кажам, управата за финансиско разузнавање е институција која треба да сузбие криминал. Обвинителката треба да го гони тој криминал. Да соработуваат, а они се спотепаа меѓусебно. Значи, тие се институции кои што треба да бидат многу блиски во соработката и соработувале во извесен период. Меѓутоа, ваквата моментна позиција дека навистина има сериозно недоразбирање меѓу нив, со поднесување на кривична пријава, со интервенција на републичкиот јавен обвинител и така натаму, остава можност, остава простор дека таму се случува нешто што не треба. Ти благодарам. Ќе прашам за извршувањето на санкции, вие самиот го споменавте, таму имате директор кој што практично треба да спроведува исто право, затоа што нели самата управа за извршување санкции е под Министерството за правда, но во јавност тоа не изгледа така. Вие стоите рамо до рамо со него, но од друга страна екс-директорот кој што е разрешен излезе и застана за став кој во еден он кажа дека практично имало ситуација каде што имал притисок од директорот на управата за извршување санкции за преместување на затвореници во полоши услови. Зборувате за директорот на Идризова? Да, екс-директорот зборувам на Идризова. Реджеп, да. Значи, сепак тоа остава простор барем да се испита од страна на Министерството за правда и владата се разбира како нели орган кој што го именува директорот на управата за извршување санкции. Како гледате на се тоа? Сериозни се обвинувањата кои доаѓаат од екс-директор, ниту една институција не се засегна да го провери тоа. Значи вака, екс-директорот и натаму стојат можностите да поднесе до надлежни институции зошто незадоволен или кој му вршил притисок. Ако тоа навистина се покаже дека тој не се извини, тој и тоа треба да е некој знак. се Бараше Маријан Спасовски, директорот сегашен управа на санкции, да се извини екс-директорот на Идризова, не се извини, тоа е некој сигнал веројатно. Да, сигнал е и се согласувам тука дека работите и таму не се како што треба, далеко од она како што треба. Верувајте како Министерство за правда и како управа за извршување на санкции, колку што се моите ингеренции, а прилично автономна улога има управата за извршување на санкции. Прилично. Имате довар во управата и во директорот? Знаете што, јас сакам управата мене да му убеди дека сите овие па и обвинувања од страна дека се само дека представуваат неосновани така натаму. Меѓутоа дефинитивно со последните акции што беа околу проверката на некои тези, излезе дека и во затворот во Штип, меѓутоа и во затворот во Идризово, дека состојбите најмалку се розови. Во таа насока, значи, презедовме оноliko колку што може. Поднесени се кривични пријави, се работеше за поголем тип на заплена на ладно оружје, понатаму и така натаму. Ги имаме ни информација дека состојбите на вистина би можел да ги наречем дека се дури и загрижувачки, меѓутоа факт е дека ние како држава мора да бидеме подготвени да се справиме со предизвикот. Зошто го велам ова? Ама ние знаете како ние го менуваме директорот на затворот, директорот на затворот излегува кажува дека има нели и други притисоци вршени така натаму од некој што е надреден над него, затоа што правата за санкции секако ги управува сите затвори во држава. Односно им помага во управувањето, еве така да се. И кога ќе се јави кај мене, кога вие ќе се јавите кај мене, кога јас сум ваш подреден, веројатно ќе постапам како што вие сте ми кажале, затоа што тоа се да кажам, конкретната ситуација ќе земе со Бојан Јовановски, каде што беше преместен во полоши услови. Тука имаме сведоштво и од адвокат, имаме сведоштво и од екс-директор дека тоа било правено. Никој, пак ќе кажам, не презема ништо, а ние велиме се поднесуваме кривични. Против кого? Значи една работа, реков, ограничени се ингеренциите на Министерството за правда. Далеко од тоа. Значи не бегаме од одговорност. Управата за извршување на санкции е составен дел од Министерството за правда. Затоа јас ако немате вие доверба во таа управа, не знам како. Значи повторно велам, управата е на потек. Констатирани се сериозни дефекти во однос на конкретната организација и во однос на состојбите што се во казнено-поправните установи. Мора да се држиме до доказите. Дефинитивно општата перцепција е таа која што е, меѓутоа доколку постои доказ, се разбира дека во моментов се работи на подобрување на состојбите, меѓутоа иницијално почнавме со придвижување на нештата во позитивна насока. Јас морам да ви кажам, можеби тоа јавно не се гледа, меѓутоа има во позитивна смисла. Далеко од тоа како треба да биде. Меѓутоа јас верувам ова иницијална каписла ќе прогресира во смисла на тоа дека навистина тие состојби треба
Да се Многу да се променат. да се променат и подобрат. Дефинитивно, меѓутоа, Како за ќе ги такво промениме знаете ако што? имаме Не обвинување, а треба- директорот се уште директор? Не, не. Никој не испитува, пак ќе Не, кажам. може би така изгледа. Па јас побарав одговори и од кај вас, од Министерството, може би побарав и така од изгледа, владата. меѓутоа не стоиме со скрстени раце, дефинитивно. Будно ја следиме состојбата. Се Тоа навистуваше значи- и промена на директор, затоа и прашувам дали воопшто има врска некаква тоа, дали е точно? Ја следиме состојбата затоа што на крајот на краиштата, значи одговорноста на се знае како е поставена номенклатурата во однос на менаџирањето на затворскиот менеджмент. Значи директорот е првиот човек, тука се другите директори на казнено-поправните установи. Кој што никој не е променет освен во Идризово. Затоа велам ја, значи. Тоа со Идризово може би беше иницијална каписла, меѓутоа дефинитивно треба да охрабри дека сме почнале со нешто. Тоа значи дека во иднина повторно ќе стигнеме до она што се нарекува вистина. И таа вистина ќе мора да биде на некој начин ставена во обланда на право. А во обланда на право тоа значи дека ќе има и правна реакција. Со други зборови, да не забораваме, директорот е првиот човек. Меѓутоа сите под него исто така може, знаете што, за ваквата состојба во Идризово, може би има хипотетички повторно. Ама тоа нема, таа не се ни промени ни сега. Ако сакате јас да седам кај затвореник, сега ќе го добиеме на телефон, ме разбирате. Тоа. Значи еве, она што на пример во моментов исто тоа беше како моја теза или како идеја, не е тоа прашање што не може да се реши инстантно, веднаш кога зборуваме за телефоните или кога зборуваме за мобилните телефони или компјутерите што Треба гледаме сите дека што значи тоа? Дали можеме ние да ставиме блокаторите? Можеме да ставиме. Можеме ли да ставиме да речеме 3-4 говорници? Рековме дека можеме, тоа не значи дека нема да го направиме. Ама не го правиме моментов. Не значи дека не го правиме моментов и дека не се работи на тоа. Постои сомневање, но и сознание дека се бараат пари за преместување на суденик. Цифрите се движат од 4 до 5000 евра. Значи сум го чул и тоа, да сум го чул и тоа, значи разни кругови и така натаму и тоа е алармантно, тоа е ситуација која што треба да се провери, да се докаже и да се одговара доколку е тоа така. Останувате ли на одредени правни мислења кои сте ги дале во кривични постапки за застареност? Вие разбирам алузијата, останувам. Како професор тоа што сум го дал, никогаш не отстапувам од моето правно мислење. Знаете зашто ве прашувам? 5 правни мислења, мислам дека се 5, и до сега во мојата кариера, значи не ги давам туку така правните мислења и стојам за тоа што сум го рекол во стручна смисла на зборот. Ве прашувам конкретно за случајот Космос, каде што имате ваше правно мислење, ви имав прашано и претходно. Таму, пример, судијата не го зема предвид вашето правно мислење, го толкуваше на различен начин од вас. А вие сте тој што сте го пишувале кривичниот законник. Ладно, значи, слушате, да, јас сум го пишувал кривичниот законник. Ова е доктринарно мислење. Судијата може да го прифати и не мора да го прифати. Не навлегувам во причините, битоа јас и натаму, како професор по кривично право, останувам на тоа што сум го кажал, затоа што тоа е кажано таму на многу аргументиран начин. Меѓутоа, последниот збор е зборот на судијата. Така. Да не излезе сега, јас сум станал или да не во моментот сум министер за правда, па сега на тоа правно мислење да му дадеме додадена вредност. Апсолутно. Стручноста е дадена онака како што треба и мислам дека не би требало да ретерирам во таа смисла. 14 луѓе изгоря во модуларната болница, разрешница нема никаква. Добро, има обвиненија? Не, обвинението се однесува само на тоа дека практично директорот не овозможил систем за противпожарна заштита, а докторот ги пуштил во просториите да влезат и роднините да ги чуваат, односно не треба да ги пушти, па изгорели тие. Воопшто не се однесува за тоа да одговара кој го внел тој продолжен кабел, ако или тоа е причината и зошто го внел и како од сето тоа се случи. Не знаете што како гледате на ова? Состојбата е и комплицирана и едноставна. Ќе се обидам да симплифицирам. Значи тука има инволвираност на повеќе фактори заради ова несреќа која што се случи. Мене ако ме прашате, јас мислам дека треба да бидат опфатени сите фактори. Ние во но и лица, веројатно. И лица. На тоа мислам, не со факторот не може да биде непокриен со лице. Сите субјекти кои што имаат некаква инволвираност. Сметате дека сите се до сега? Не реков дека треба да бидат опфатени сите. Значи внимавам на затоа велам веројатно. Да, зошто го велам ова? Затоа што знаете што? Точно се знае постапката, како се поставени, што се поставени, какви пропусти се направени, знаете што? Секоја сериозна истрага ќе доведе до луѓето кои што имаат какво и да е учество во однос на. Но може и тука да игра политиката и голема улога. Политиката може да игра, меѓутоа знаете што, зборуваме сега за правото. Во таа ситуација, кога се работи за вакви судбини, за ваква катастрофа што не се случи, јас мислам дека политиката треба не само таму. Секаде. Да биде заобиколена и тоа сериозно, затоа што знаете што зборуваме за настан
кој што предизвика нели во нашата Не е држава. само тој, еве, Не е Турмо единствен, Турс, Беса Транс, две автобуски несреќи каде што изгоря живи луѓе исто едносно Значи, загина. Јас не гледам никаде тука решавање на тие случаи. Затоа ве прашувам, вие сте на крајот од денот повторно ќе кажам, пак очите се вперени кон вас затоа што вие сте министер за правда. И веројатно од вас се очекуваат одговори дали овој систем е нефункционален целосно, затоа што очигледно плаќаме судии кои што не судат, плаќаме обвинители кои што поднесуваат обвинителен акт како што тие сметат, пак ја кажам, тука секој си толкува како што сака. Нели е тоа реален проблем? Не, Ова се големи случаи, не е. Често зборам за дисфункционалноста на системот. Меѓутоа кога станува збор за казнено-правна регулатива, тоа се правила на игра. Ако не ги почитува некој правилата на игра, треба да одговара. Кај нас никој не одговара или одговара? Знаете што? Значи кривичниот законник е важи за сите. Без оглед каков статус имате. Но тие што го пременуваат? Не, министер за правда, дали се вика совет на јавни обвинители, совет судски совет, судија, обвинител, не знам што и така натаму. Ама дали се пременува на секој? Значи, доколку се докаже на вистина дека он било кој има извршено било какво противправно действие, би требало да одговара. Дали ќе Но одговара? може тоа да биде, нели, пак ќе го земеме оној пример со може да биде 353 за да не биде некое потешко кривично дело или имаме ние 353 не случаи. е лесно кривично дело. Па кај нас се покажа дека ако со 3 години затвор може да се лежат во струга, тоа дефинитивно може да е лесно. Закон, кривичниот законник тоа не го вели. Дали ме разбирате? Значи кривичниот законник, Значи не се применува. При одмерувањето на казната дадена е можност да се индивидуализираат конкретно случаите. Ако некој сметал така, навистина претпоставам дека имал причини и тие причини се правно фундирани. Останувате ли на истиот став? Најдов едно ваше интервју дадено во 2019 година, негде септември месец, откако Катица Јанева, специјалната јавна обвинителка, и Бојан Јовановски заедно со Зоран Милевски Кичец, практично веќе беа во притвор и за нив се водеше постапка, односно се подготвуваше обвинението. Вие тогаш во тој наврат кажавте дека сметате дека не се фатени се уште сите лица во тој случај, дека треба да се прошири истрагата, односно дека очекувате да се прошири, ќе бидам конкретен. Не се прошири истрагата, ниту се промени нешто тогаш до денеска и имаме присуда. Ќе бидам лаконски краток, останува на моето мислење. Тоа значи дека треба да се прошири. Ќе ве прашам и дали мислите дека треба да станете министер за правда? Да. Имам визија, може би звучи, не знам, дефинитивно имам агенда која што всушност затоа и дојдов да бидам министер за правда, се разбира 8 месеци се не се ни малку, меѓутоа не се ни многу. Она што ви реков, не можете преку ноги да ги смените состојбите, меѓутоа полека поместуваме некои нешта. И тоа она што е во рамките на Министерството за правда. Значи, во неколку, само 2-3 реченици. Ке има нов закон за помилување. Сите дефекти кои што беа ги отстрануваме за погрешно толкување велам или за злоупотреба. Има нов закон за амнестија. Овој закон за амнестија ќе се разликува од сите претходни закони. Имаме нов кривичен законник, закон за кривична постапка, закон за вештачење и така натаму. Да не ги набројувам кои што се во завршна фаза. Сето тоа, повторно претпоставам дека нема да бидете задоволен од одговорот мој. Не, апсолутно. Не знаете зошто? Имате грешен печаток. Драго ќе ви биде. Зошто го велам ова? Затоа што навистина, она што е во рамките на Министерството за правда, ги редуцираме, ги сведуваме на минимум можностите за злоупотреба. Меѓутоа, ќе се согласите со мене дека Министерството за правда не е секојшто. Министерот за правда не е судија, не е јавен обвинител. Треба ли да се зголемат можеби надлежностите на министерот за правда и од Не, ова? во таа смисла не. Независно е судството, независно е таа судско-обвинителска Колку е власт. независно тоа, баш ќе го доведеме Да, до ќе доведе, прашање. меѓутоа, знаете што министерот доколку како извршна власт, значи од времето на Монтескје се знае законодавна, извршна и судска власт. Јас ќе бидам задоволен и натаму доколку, еве сега имаме ние можност да направиме или да доживее судството ренесанса. Што значи тоа? Во однос на кадровскиот потенцијал. Има до декември 60 нови, 59 питомци, јас ги нарекувам, представници или кои ќе бидат нови судии и обвинители. И од декември почнуваат да го освежуваат судско-обвинителската фела. И тука ако влеземе во да не тоа одиме со детали, академијата, тоа се млади луѓе. Така. Тоа се млади луѓе на кои што имаме многу веруваат. недостаток од стотина сега, обвинители. значи, сега знаете што нема кој да ни го гони криминал за овие да го судат. Затоа велам се, значи 60 нови, 97 кои што веќе слушаат. Така. 100 нови се најавени. Значи за 2 години ќе имаме 250 нови суди и јавни обвинители. Јас верувам во тие млади луѓе дека ќе направат пресврт. Ја едно ми остави впечаток, велите да имаме законодавна власт, кога е посебна, имаме односно извршна и судска. Знаете како, пак ќе се надоврзам на една ваша случка конкретно. Порано во времето на претходните министри, да не именуваме кои, затоа што пак велиме немаме докази за да го докажеме тоа, се велеше заменикот на министрот секад контактира со суди и обвинители. Во ваше време па ве гледаме на трибини заедно со судија. И какво е тоа распределба
на власт кога знаете, вие се дружите приватно, секогаш може да влијаете. Како беше со Бојан Јовановски и со Катица? Они приватно се дружени, отидоа во СЈО да се договорат дали Ајде ќе бидам брутално искрен. молам. Значи не, до крај. Јас пиењето кафе, седнувањето со некого и така натаму. До ден денес практичарите дават идеја, инспирација мисли како да го решиме проблемот. Јас како догматичар, како професор по право, како теоретичар, може да дадам фантастична опција како би излегле или би го решили некаков проблем. Ама И тоа можете не да им значи- кажете и како да го досуда Не, случајот? знаете што, тоа зависи од интегритетот на човекот. Дефинитивно. Ама можете. Зошто го велам? Велам, Не постои може да опција. очекувате од мене, не може да очекувате од мене кој што имам 30 генерации зад мене на кои што сум предавал кривично право, дека како министер за правда јас ќе ја прекинам комуникацијата. Проблемот е во оној дел или во оној сегмент. Тогаш можеби ако не сте повлијам- требале да се на- не, ако повлијам Ама како во ќе го смисла- докажеме тоа? Јас ви кажав 4-5 случаи до сега каде што постојат сомневање дека има влијание, но не може да се не може затвореникот во затвор да земе да го сними не знам директорот или XY личност дека практично му бара подкуп. Не може ни вие кога ќе искочите, знаете, ќе ги трнете телефоните и ќе седнете да пиете кафе. Од каде ние како јавност да знаеме што правите вие за затворени врати со тие судии? Инверзно да ја поставиме тезата, може? Еве, јас да не седнувам со обвинители, со суди. Мислам дека би било добро. Па веројатно јавниот впечаток ќе го Не, знаете што? ќе го зголемиме процентот на доверба во знаете што? судството. Седнуваме на трибини, така? Има конференции, меѓународни, регионални, имаме еве се судскиот совет, не судскиот, тоа во петок. Ама таму одите И сите заедно и седнувате со куп луѓе, седнуваме не и повторно кога ќе седнеме, вие не знаете каква инспирација луѓето апсолутно кога било каков доказ би имало дека јас имам влијание, дека зборувам за овој случај треба вака или така да се реши. Се разбира дека навистина тоа би било недозволено би било. Меѓутоа јас и натаму останувам на мојата опција дека не можам јас својот професионален живот и натаму тврдам дека професионалниот живот мене поврзан со судиите обвинителите кои што докторирале кај тебе, кои што побарале. Сметате дека тоа можеби му беше недостаток на вашиот претходник Бојан Марички? Па добро, моето професионално искуство е малку поголемо од на Бојан Марички. Ја знаете што, тие конекции со судиите, верувајте ми, не го наметнувам сопственото мислење, зборуваме со аргументи. Често не успеваме да стигнеме до исто мислење. И тоа е оној диверзитет на мислење кој што навистина со аргументи ќе му убеди дека, еве на пример, го спомнавте, него докажавме, мислам во тој контекст околу спогодувањето за вина. Така. Нели? Помисливме општата перцепција дека има злоупотреба на институтот за спогодување за вина. Јас, моето мислење натаму на последната трибина на која што учествуваше и Грковска, беше така натаму, јас го кажав сопственото мислење дека добар е тој институтот прецедент на право да биде кај нас, меѓутоа моето мислење како професоре по кривично право дека е добро да не се однесува на сите кривични дела. Зошто го велам? Се губи смислата на спогодувањето кога се работи за тешки кривични дела. Се, друг дел од колегите имаме практичари 6 месеци казна. Друг дел од колегите смета човек за прегаза. Значи друг дел од колегите смета дека можеби не сум до крај во право. Ние ги судевме аргументите. Затоа што на моментот ако го направите вие до 5 години, тоаш кривичното право нема да ви се претвори во трговско право. Водејќи сметка. А сега имаме какво? Не, затоа велам се, значи. Дали е сега трговско? Еве дали ви можеле да одговорите сега дали е трговско или мене ако ме прашате прешироко дискреционно властвување кој што може често да биде злоупотребувано. Ја злоупотребуваат. Дали ја злоупотребуваат? Дадена е можноста. Еве ваш печаток, вие сте пред се граѓани на оваа држава и ве прашувам пред се како граѓанин, ја злоупотребуваат ли како некој што познава право, а е граѓанин? Се злоупотребува или не? Не ги знам деталите од конкретно кои што алудирате. Не, еве општ печаток, не зборам за конкретно кривично дело или за конкретен настан или за конкретен предмет, општо. Постои ли таква нешто? Само уште нешто. Постои дополнителен регулативен инструмент или механизам. И за основното јавно обвинителство, ако сака да се впушти во спогодување, тоа е контролирано од страна на висшиот јавен обвинител. Да не ме разбирате. Ако се работи за потешка форма на кривично, има тие собствено задолжително упатство. Меѓутоа, ако го воведеме или состане дел од законот за кривична постапка, дека и законот ограничува, ние само ќе ги ограничиме можностите за злоупотреба. Зашто да не испадне дека да не излезе дека не ви одговорив конкретно на прашањето дали кај мене чувствува ја прашам уште. Апсолутно не, затоа што нели претпоставив дека ќе инсистирате до крај. Значи во моментов чудно е, ајде се обидувам да ги бирам зборовите повторно. Некои спогодби за вина за мене, еве, го имате епитетот дека се чудни.
Ќе се надоврзам на господинот Маричи, кој сега вице-премиер за европски прашања, и тоа само од еден контекст. Од вас побаравме да ги доставите сите изводи, сите сметки за јадење и пиење, вие го направивте тој и ја доставивте комплетната документација според тоа што го видов од дописот до нас са информација од јавен карактер, дека тоа се све што имате од кај вас околу трошењата за репрезентација. Господинот Маричи повторно повика вие да го правдате, кај се другите извештаи, да не ги криете случајно. За кои други извештаи зборувате? Тој вели дека он има извештај, тој има извештај за сите ручеци кои ги имал. Ние добивме 37 извештаи од 50 направени сметки, тоа значи дека некои извештаи фалат, кои се задолжителни исто време. Тој на последната пресконференција кажа барајте ги Министерството за правда. Значи, едно впечаток дека вие ги криете. Јас мислам дека сега во моментов и добре и опремен тимот во Министерството за правда и имаме одлична соработка со новинарите. Сте го почувствували и вие, така? Апсолутно. И верувам дека и натаму ќе продолжиме со нашата транспарентност. Нема што да криеме. Доставивте се? Се што сте побарале, се што е според Имало. закон предвидено, апсолутно нема ниту една пречка да не ги добиете. Тоа значи дека не сте сокрили ниту еден од Не, извештаите знаете на што, господинот Маричи за да го јас компрометирате. напротив, не апсолутно. Сега, значи знаете што, ќе треба да се биде Морам да коректен ве во таа прашам, смисла, да. затоа што јас денес сум министер, утре нема да бидам министер. Веројатно утре заутре некој ќе побари, апсолутно, зошто да не достави? Јас нема што да кријам, дали ме разбирате? Тие се извештаи кои што се констатирани и јас не гледам ниту една Тоа е документација која постои во документација Министерството. која што постои и која што врз основа на закон ви имате можност да ја добиете. Така. За слободен пристап на информација. Кажавте дека е подобрен контактот со новинарите, јас тука навистина би се служил, но исто би се служил дека се носи закон за медиуми во моментов. Добро. Кој е вашето мислење за тоа? Затоа што знаете како, сега само пред да дојде на власт, велеше со владини реклами во медиумите се подкопуваат и подкупуваат. Медиумите сега повторно отвараме таа Пандорина кутија и повторно го дозволуваме тоа. Сметате ли дека треба да се донесе овој закон за медиуми со кој државни пари ќе се слеваат повторно во медиумите на овој или оној начин, со правило или без правило ќе се слеваат. Знаеме колку може да се злоупотреби тоа, ова е сепак Македонија, не е ова Швајцарија. Значи, секоја идеја, секоја замисла може да биде употребена или злоупотребена. Ако вие тргнете од она што се нарекува есенција на ова што предмалку го рековте, дека се работи за владини реклами, за подигнување на јавната свест и така натаму во однос на, не знам, општо прифатени вредности за кои што би биле заинтересирани сите медиуми, не само тие, тоаш како идеја е одлична. Проблемот е во тоа дали тоа ќе биде злоупотребено. Па веќе еднаш го имаме дека Ние било. сме сведоци дека било злоупотребено. Јас повторно као дамаклов меч виси опасноста дека ќе треба да се биде многу внимателен на тој план. Затоа што ако имаме ние непријатно искуство, констатирано, и вие и јас сум сведок дека тоа беше работа со која што не можеме да се пофалиме, треба да внимаваме дека да не предизвикуваме, да не иницираме нешто што би можело, за кое што би можело да се каеме. Постојат и тука информации дека газди на медиуми и уредници буквално одат во влада и велат донесете го законот, не треба итно. Тоа ви укажува нешто може Не знаете што затоа ви викам, кажале од значи, влада дека тоа се случува? Јас немам информација за тоа, морам да ви кажам. Значи, како што досега беше коректен разговорот и во овој дел сакам да видам дека немам информација дека некој дошол во влада, дека инсистирал и така натаму да биде донесен законот. Знам дека се разговараше на таа тема, во дел од разговорите учествував и јас, да бидам до крај искрен, меѓутоа повторно велам треба да се биде многу внимателен затоа што се работи за хиперсензибилна сфера, која што може да има контраефект. Значи дека можеме повторно да го вратиме тоа дека ќе имаме телевизии кои ќе зборуваат така како што сака владата. Јас мислам дека тоа не е добро, ако тоа се случи. Зошто го велам? А Затоа колку што е знаете што, колку не треба можеме да бидеме телевизија. сигурни ако се донесе тој закон дека нема се случи? Мора да има контролен механизам. Дали ме разбирате? Добро. Контролен, сериозен контролен механизам. Ако законот го имате видено, дали го имате Да, го механизам? имам, да, не знам која е последната верзија, меѓутоа знам дека делото предвидуваше и можност дека доколку се отстапи од главната идеја или она што е јавна дебата за во однос на некои општо прифатени добра, дека ќе се реагира и ќе има реакција, меѓутоа и контрола владата, затоа што знаете што? Еднаш го злоупотребивне, ако не дозволиме уште еднаш да биде злоупотребено, мислам дека знаете што два пати ако се направи иста грешка, тогаш не се работи за грешка. Да, но ние кога ќе видиме дека имаме контролни механизми за да санкционираме суди, обвинители, министри, дури и за банални работи од типот на трошење за пари за репрезентација, каде што не санкционираме, како можеме да веруваме дека ќе имаме контролни механизми кои навистина ќе ни ја гарантираат слободата во медиумите? Значи мора да почнеме помалку да веруваме. Дали ме разбирате? Меѓутоа за да веруваме мора некој да ни покаже дека навистина тоа се случува. Јас повторно кога дојдов како министер за правда, прилично така инертно постапува регулаторните тела за кои што треба да
даваат своја оценка за работата на судиите и јавните обвинители. Во меѓувреме тие регулаторни тела почна малку по-динамично да се движат во таа насока. Јас морам да кажам дека не коментирам, меѓутоа има поместување позитивно. Верувам дека во оваа сфера ќе има позитивно, затоа што знаете што, ако имате строги критериуми или стандарди и било кој отстапување, значи санкција и така натаму. Да, министер, но не се плашат од санкција, дали ме разбирате? Не се плашат ниту не се плаши ниту директорот на затворот од санкција и нели се бара од него да спроведе, не знам, преместување на затвореници. Не се плаши судијата затоа што пушта луѓе да отидат кај обвине дома и да му кажат дај 5000 евра за да не те осудиме на 10 години, ќе ти дадеме условна казна. Ме разбирате, тука имаме еден куп контролни механизми, значи, во казненото право имате специјална и генерална превенција. Генерална превенција, условно пак ќе речам фигуративно. Што значи тоа? Ќе треба еднаш за пример да се покаже дека профункционирала државата без оглед каков статус имате. Дали се разбираме? А дали ние идеме 5 чекори напред, 10 назад? Не. Значи во моментов ако се навратиме наназад, повторно ќе речам дека последниот период, помалку јас имам, можеби помногу, почна да се разликува од еден претходен период. Особено ако го земите каталогот на лица кои што се дел од некакви судски процеси. Ќе согласите со мене. Но ако го земеме каталогот на суди и обвинители, ќе видиме дека и нема никоја разлика. А од друга страна каталогот се менува. Не гледаме. Треба да се менува затоа што се смени Катицена, ако нешто значи во... Не знаете што да и Вилма Русковска е суспендирана моментално, што не значи дека нема да се врати. Не, повторно велам, значи ќе треба да веруваме малце дека навистина сме се поместиле. Не онака како да пријави човек случај во обвинителство кога нема доверба. Јас само тоа не ми е. Ајде да го тестираме јавното обвинителство уште еднаш да видиме и така натаму и да дојдеме со конкретно име и презиме, навистина, ако постојат докази дека обвинителот затајал. Дали ме разбирате? Јас ќе видам сам конкретен случај, а може кај мене да оставите затоа што јас имам и на дневна база. Дефинитивно затоа што министерот не постапува по обвиненија, меѓутоа добива представки за некои институции доколку не функционираат онака како што може да ги повикате граѓаните веројатно да. Да, и точно затоа велам, значи не сум ја тој кој што дава или кој што поднесува обвинение или обвинителен акт или обвинителен предлог. Меѓутоа сум човек кој што навистина ја познава оваа проблематика и знае кога некоја институција може да, макар што морам да ви кажам, значи не само Министерството за правда. Имате тела кои што се надлежни за контрола на работата и на обвинителите и на судиите. Така што значи 3 години чекавме обвинение за банална работа ќе кажам, за диво изградена тераса во сред Охрид. Затоа што лицето кое што практично ја изградило е висок функционер од ДУИ. Значи да. Разбирате, не може медиумите пред 3 години да ви кажат вие имате диво изградена тераса, после 3 години стигна обвинението. Па не знам какво вештачење да се правеше, и жртви имавме во автобуска несреќа, па побрзо излезе сето тоа и вештачењето и анализите и така натаму отколку. Добро, се согласуваме во тој дел дека системот затајува, ме загрижува, меѓутоа и ме прави да бидам оптимист дека навистина почнуваме полека помалку еднината наша правна да речеме или правна сигурност, како сакате, дека се придвижува кон некои подобри состојби. Се разбира дека времето е најголем судија и ќе покаже дека мој умерен оптимизам е реално фундиран. Се надеваме. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Вам ви благодарам за вниманието.